Мислам дека им честитам на партијата за 4-тиот конгрес, да им се множат и можеме да констатираме дека Албанија е една од ретките, имаме уште Србија е слична од соседите, која признава македонско малцинство и Косово е горе-долу на иста линија. Меѓутоа, во Албанија има уште многу да се работи. Добро е што вршителот, односно представникот на амбасадата го спомна тоа. Правата на македонците во Албанија се лимитирани. Добро е што се признава малцинство, меѓутоа тоа мора да се шири. Не може малцинство да биде признато на регионална основа. И не само тоа. Тоа следуваат една цела листа на универзални права за кои оваа партија пред се и македонците кои живеат тука треба да се борат. Би искористила оваа прилика да скрнам внимание на состојбата во која се наоѓаме ние како македонци. Мораме да бидеме свесни и да прифатиме и да признаеме дека македонизмот, а тоа сме ние македонците, е денеска загрозен. Тоа е политика која се спроведува многу континуирано по распадот на Југославија и секој македонец мора биде свесен дека се работи да се биде или не. Секој во своите можности треба да се бори на таа линија, за да победиме и да обстанеме, бидејќи, како што знаете, ние самите се откажавме од малцинствата во Бугарија и во Грција, а сега еден наш сосед се обидува максимално да го избрише македонското малцинство во Албанија и ние не можеме да се согласиме со фактот што оваа држава, која по многу начини е и пријателска према нашата земја, меѓутоа има доста нерешени работи, прифати да има бугарско малцинство во својот устав. Тоа не е реално и мислам тоа е чисто антимакедонски потех и вие сте тука по-свесни и соочени со реалноста дека се работи за една тешка офанзива бугарска, не само против нашата земја, него и против вас тука. Истото се случува и на Косово, така да таа заедничка борба мораме да ја продолжуваме, мораме да работиме со сите сили, бидејќи настаните кои врват и она што се случува со нашата земја, со вашата матица, се повеќе од загрижувачки и ние не смеме да дозволиме да тие процеси продолжат, бидејќи ако ги дозволиме тие процеси, да знаете дека македонизмот ќе биде фрлен на ѓубришето на историјата. Мораме сите заедно да се бориме, да се надминат овие тешкоти. Македонската држава е под силна агресија, која за жал е поддржана и од други меѓународни фактори. И ако ние продолжиме со една политика на климање, на прифаќање, на голтање на кнедли, ќе го доживееме крај на македонизмот. Да бидеме свесни дека на маса е македонското прашање после колку 150 години и сега актуализирано до таа ниво што се прават сите обиди да се затвори еднаш за секогаш. Тоа не смеме да го дозволиме. Ви посакувам успех на Конгресот и продолжите да се борите заедно со сите нас за да успееме. Македонија ќе живее, Македонија никој не може да уништи, али за одговорност се носиме сите заедно и секој поединечно.